Централен дневник на К1, добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев на работна средба со градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Вработените во фабриката за шински возила ја прекинаа работата. Бараат исплата на плата за месец јули. Продолжува археолошкото истражување на Велешко кале. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев оствари работна средба со градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Теми на разговор биле Вардарската долина, изградбата на пречистителни станици на реката Вардар и меѓународната регата до Солун. Вардарската долина, изградбата на пречистителни станици на реката Вардар и меѓународната регата до Солун. Теми на разговор помеѓу градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и градоначалникот на Солун Јанис Бутарис. Овие три проекти се од исклучително значење како за жителите од Вардарскиот регион, така и за земјоделците и целокупниот екосистем на реката Вардар, вели Чадиев. Нашите заеднички определби се да се почне проект пред Европската унија, каде што ќе бидат вклучени и пред сега ќе биде вклучен Вардарскиот регион, ќе биде вклучен Скопскиот регион, секако бидејќи Гевгелија е дел од друг регион, ќе биде вклучен и тој регион во целокупната изработка. Меѓутоа, иницијатори сме заедно со господинот Бутарис за овој проект. Проект кој што има огромно значење. На средбата грчкиот градоначалник покажал интерес за Вардарската регата и во иднина истата да започнува од вливот на Црна река во Вардар па се до Солун. Она што се вели регата, односно први чекори на пријателство, соработка помеѓу народите на двете држави, има предлог да се во идната година во април месец да имаме една регата која би тргнувала на вливот од течението на Црна во Црна река во Вардар и би завршила по неколку дена во Солун. Чадиев и Бутарис го посочиле и проектот Вардарска долина, со кој Солунското пристаниште преку пловна река Вардар ќе се спои со Дунав и Сава. Вработените во фабриката за шински возила Колска ја прекинаа работата. Бараат исплата на плата за месец јули. За неполни 2 месеци ова е втор штрајк на вработените во фабриката за шински возила. Вработените во фабриката за шински возила денеска го прекинаа работењето. Бараат да им биде исплатена платата за месец јули. Велат дека обврските кон македонски железници се завршени. Поправени се 75 товарни вагони, но пари немало. Тоа што беше договорено со македонски железници, имаше подпишано договор за 75 товарни коли и 4 патнички, ние си го исполнивме. Завршени се тие 75 товарни коли, арнама секој ги дое пари време за да земе плата, они се вадат, немаме пари. Истото и сега се случува. Значи ние сме приморани да запреме затоа што имаме изработено работа за недека 3,5 милиона имаме поверување изработена работа за 3,5 милиона денари, точно на плата се земе. Димитриевски вели дека бараат исплатена само една плата за да продолжат да работат. Во моментов работа имаат обезбедено, но немало репроматеријали. Бараме тој погон товарни коли кај што работевме, 50-60 луѓе сега немаат работа, останаа без работа. Значи ќе бидат приморани додат на 70% на принуден одмор, вели да се префрлаат од патнички коли. Ама ако се исплатат средства, не бараме ништо друго, само една плата да не се исплати сега. За 7 месец да земеме плата и да продолжиме да работиме. За неполни 2 месеца, ова е втор штрајк на вработените во фабриката за шински возила. Продолжува археолошкото истражување на Велешко кале. 70% од акрополата се истражени, а во иднина треба да следат други конзерваторски зафати. Втората фаза од истражувањата е финансирана од општина Велес.
По истражувањата на Велешко кале во текот на месец мај годинава, продолжуваат археолошките истражувања на овој локалитет. Две екипи од Народниот музеј во Велес работат на 3 сектори. Фокусот на истражувањата е на Акрополата, која го представува местото од кое што се развивал стариот град. Податоците говорат дека станува збор за хеленистичка населба на површина од околу 3 хектари, а потоа се развила доцно античка населба. Ние работиме по сектори и по сонди и одиме во длабочина оноку колку што ни дозволува земјата која што тука истражуваме и врз основа на сознанијата кои што ги имаме, би сакале да створиме една поцелосна слика за тоа како се развивал овој град и кои биле стратешките и градежните техники кои што можеме да ги забележиме токму на просторот на Акрополата. Речиси 70% од Акрополата се истражени, а во иднина треба да следат други конзерваторски зафати. Втората фаза од истражувањето е финансирана од општина Велес. Планираме наредниот период да го направиме и туристичка атракција, односно да го ставиме на мапата на оние места кои што вреди да се посетат во нашиот град и да го приспособиме пристапот со оглед на местоположбата до оваа место. Тоа значи дека и едната година повторно ќе финансираме. Да се надевам дека заедно ќе направиме тоа со Министерството за култура, да се продолжат овие истражувања. Чадиев најави и поставување патокази до овој археолошки локалитет, кој има своја историска вредност за општина Велес. Археолошките истражувања на Велешкото кале се резултат на иницијативата која што беше поднесена во Собранието на Република Македонија од страна на претеникот Илија Димовски. Во тек е изградбата на 2 тениски игралишта во населбата Саат Кула во Неготино. Проектот се реализира во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија, а вредноста на работите изнесува 9.200.000 денари. Во тек е изградбата на 2 тениски игралишта во општина Неготино станува збор за проект на локалната самоуправа и Агенцијата за млади и спорт. Тениските терени се градат во населбата Саат Кула, веднаш до постоечкото мултифункционално игралиште и комплетно реконструираниот забавен парк. Во разговор со стручните лица кои го изведуваат проектот, тоа е од компанијата Конструктор, кои гледам дека доста ревносно, доста брзо го работат тоа. И тие ми рекоа дека до крајот на ноември месец комплетно целиот проект ќе биде завршен. Сега се направени сите изводи за светлосните уреди, за рефлекторите, мрежата каде ќе биде поставена, веќе и одводот е во крајна фаза и мислам дека со комплетно заградување на целиот проект, тоа е некаде значи крајот на ноември месец, че може да бидат пуштени во употреба овие тениски терени. Целиот проект ќе биде комплетно завршен до крајот на месец ноември, кога 2 тениски игралишта ќе бидат пуштени во употреба. Апостолов најави дека следно е поставување на тврда подлога, ограда и осветлување, со цел терените да можат да се користат и во ноќните часови. Проектот го реализираме заедно со Агенцијата за млади и спорт, која е во вредност од 9.200.000 денари. Сега гледаме дека сме во фаза на асфалтот е веќе завршен, значи со асфалтирањето е завршено. Гледам дека е поставена слој на многу фин асфалт, каде што врз него треба да стои тврдата подлога, односно акрилната подлога, која е специфична за ваквите тврди терени секаде каде што се градат. Со изградбата на двојниот тениски терен се заокружува проектот за изградба на спортско-рекреативен простор во населбата Саат Кула. Високата школа за новинарство и односи со јавноста МИМ организираше работилница за средношколците од Велешката гимназија. Ова е втора средба на учениците од Велешката гимназија со професионалците од Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Со цел подигнување на медиумската писменост, Високата школа за новинарство и односи со јавноста МИМ организираше работилница за средношколците во Велешката гимназија. Во време кога имаме наплив на информации, потребно е овие генерации да развијат вештини за критички да ги перцепираат медиумските содржини, велат од МИМ. Вакви работилници се организираат и во другите општини ширум републикава. Овој пат сме фокусирани на најкритичната маса, што секојдневно
постојано изложена на различни медиумски информации и конкретно со средношколците во Велес ќе работиме за основните новинарски професионални стандарди, препознавање на новинарски вести, кои се критериумите за да разликуваат вести, како една подлога за да можат успешно да ги преминуваат овие техники за пишување, да можат и самите да станат активни новинари во јавната сфера. Ова е втора средба на учениците од Велешката гимназија со професионалците од Високата школа за новинарство и односи со јавноста. Учениците се заинтересирани да слушнат нешто повеќе на оваа тема. Задоволни сме од нашите ученици. Лани неколку пати објавивме текстови во средношколското списание Медиум. Учениците се заинтересирани. Денес имаме некаде околу 50 на ученици присутни на оваа медиумска лабораторија. Интересот е голем затоа што и по предметот македонски јазик и литература имаме содржини од медиумска писменост, кои не се ставени во програмата, но ние како во наставни активности ги работиме. Според искуството на МИМ во образовниот процес се потребни вакви во наставни активности за научениците полесно да им се пренесат позитивните искуства од употребата на медиумите. Утре во 13 часот во Велешкиот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот ќе биде промовирана едицијата Црните страници на УДБА во издание на Државниот архив на Република Македонија. Станува збор за документи објавени во 9 тома, 16 книги, во кои се содржани 202 досеја. Едицијата од 16 книги, што содржи 202 досија, насловена како Црните страници на УДБА, во издание на Државниот архив на Република Македонија, од утре ќе им биде достапна и на Велешани. Станува збор за 13.000 страници, во кои се поместени досијата на видни личности од општествено-културниот живот, кои биле под лупата на тогашната тајна полиција УДБА во период од 55 години, односно од 1945 година па наваму. Утре, значи, на 21 октомври, во петок, во 13 часот во театарот во Велес ќе се врши промоцијата на оваа едиција. Книгите го опфаќаат периодот, значи, од 1945 до 2000 година, некаде додека има следено, значи, луѓе, значи, политички противници на власта, поделени се на повеќе етапи, значи, книгите имаме досија кои што го символизираат елиминацијата на ВМРО од 1945 година па наваму, потоа досија за приврзаниците на Информбирото, досија за Ченто и Досев, досија за политичката емиграција од Македонија, досија за уметниците. Директорот на Историскиот архив од Велес Слободан Ников посочува дека секој читател ќе има можност да се запознае со кои методи располагала службата за државна безбедност во тој период. Склопот на одбележувањето на овој настан и промоцијата на едицијата исто така ќе биде представена и изложба во изготвена Државниот архив на Република Македонија. Тоа е изложба посветена, насловена како 25 години независна Република Македонија. Изложбата, односно, значи, пановата ќе биде поставени во холот на театарот, така да секој ќе може, значи, да види, да посети и таа изложба. По промоцијата, граѓаните на Велес ќе имаат можност едицијата Црните страници на УДБА да ја најдат во градската библиотека Гоце Делчев и во Велешкиот историски архив. СЈО на пресконференција денеска призна дека биле неподготвени и промашиле во врска со барањето за опремата, но најавија и 2 нови случаи. Топлики тендери се работните имиња. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов оствари средба со представници на Националниот сојуз на слепи лица. Вести од Македонија. Знаеме дека дел од овие системи не се во сопственост на Министерството за внатрешни работи и се во сопственост на телеком провајдерите, односно телекомуникацијските оператори. Ова е одговор на новинарско прашање кое денеска го даде јавната обвинителка Ленче Ристоска.
По ваквата разврска на клучното прашање кое во текот на вчерашниот ден и ноќта предизвика разни коментари околу наводното попречување на СЈО во предистражна постапка за обезбедување на докази од Бирото за јавна безбедност, представува јасно признание дека надлежните во Управата за безбедност и контраразузнавање постапиле исправно. Во таа наредба представникот од операторот не може да гарантира, не може да ги оддели фактички активните од досегашните завршени примерки. Тука се судрифе, договорено е веќе со представникот од операторот да испратат нивни експерти и у наредниот период од неколку дена, предпоставам, не зависи од Управата за безбедност и контраразузнавање, туку директно од операторот, тоа ќе се надмине тој проблем. Директорот за јавна безбедност доцна во ноќта, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека постојат ризици по самиот систем ако нестручно се манипулира. Наредбата за што е добиена од судот, односно од судија, се однесува од 2008 година до 31.12.2015 година. Во тој период практично влегуваат и актуелни посебни истражни мерки кои што се спроведуваат по различни области на криминал, организиран криминал, тероризам и така натаму. Така да моја исто така професионална обврска беше да посочам на тој факт и да кажам дека има огромни ризици и за системот, бидејќи ако нестручно се манипулира со самиот систем, може да дојде до прекин од една страна, а од друга страна не треба да бидат офатени и овие податоци за овие посебни истражни мерки кои што се актуелни до ден денешен и кои што се уште се водат. Инаку денеска СЈО на пресконференција објави два нови случаеви – топлики тендери се работните имиња. Првиот предмет се однесува за продажба на парцела за изградба на населба Сончев град. Предметот тендери се однесува на изведување на градежни работи на Музејот на македонската борба за државност и самостојност во Скопје. Како што наведов, денес ќе ви презентирам две новоотворени истраги на ова обвинителство поради основано сомнение дека инволвираните сториле кривични дела со кои директно го оштетиле буџетот на Република Македонија и грубо ги повредиле обврските од Законот за јавните набавки. Самата природа на дејствијата и во двата предмети ми овозможува наедноставно да ви го прикажам начинот на кој постои основано сомнение дека со криминални дејствија е оштетен буџетот и е прибавена корист за едно правно лице. На денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство не се појави јавната обвинителка Катица Јанева. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска прими представници на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија. Представниците го запознале председателот со досегашните резултати во насока на унапредување на положбата на слепите лица, со активностите кои ги реализираат, како и со планираните активности на организацијата. Председателот Иванов изразил поддршка за активностите на организацијата и истакнал дека ќе продолжи со залагање за унапредување на правата на слепите лица, информираат од неговиот кабинет. Поводот за средбата помеѓу представниците на Националниот сојуз на слепи и председателот Иванов е одбележувањето на 70 годишниот јубилеј од основањето на организацијата. Оттаму му доделија и златна плакета на председателот Иванов, што представува највисоко признание на Националниот сојуз на слепите на Република Македонија, кое се доделува за особени заслуги за подобрување на правата на оваа категорија на граѓани. Невладината и независна организација за промовирање на бизнис потенцијалите на нашата земја, Македонија 2025, денеска и утре го одржува самитот на кој ќе учествуваат над 40 говорници, водечки интернационални експерти од светот на бизнисот, науката и на технологијата. Фокусот на годинишниот самит е поттикнувањето на економскиот развој и потребата на обновливи извори на енергија, програмата на Европската вселенска агенција, примерот на Израел во поглед на економскиот развој, регионална и европска економска интеграција, иновации што ја редефинираат здравствената нега и давањето услуги во оваа област, иднината на превозот, Македонија како развоен центар за паметни технологии, улогата на жените во развојот на лидерството и одржлива иднина, најновите технологии и нивната улога во промената на светот и многу повеќе.
Сите лидери на нормандската четворка ја потврдија приврзаноста кон Минскиот договор за решавање на конфликтот во Источна Украина. Над 20 воздушни напади извршени ке Алепо, соопшти турската армија. Свето денеска. Над 20 воздушни напади врз позиции на курдски екстремисти северно од Алепо извршиле турски воени авиони, а при тоа се убиени меѓу 160 и 200 екстремисти, соопшти турската армија. Цел на нападите биле селата Ел Хасија, Ел Кура и Хосе, кои сириските демократски сили ги освоиле од Исламска држава, соопшти Сирискиот центар за мониторинг на човековите права со седиште во Лондон. Турската армија соопшти дека се извршени 26 напади врз 18 позиции на курдските екстремисти во северниот дел на Сирија. Цел на нападите биле припадници на единиците за народна одбрана, за кои Анкара тврди дека се сириски огранок на ПКК. Сите лидери на така наречената нормандиска четворка ја потврдија приврзаноста кон Минскиот договор за решавање на конфликтот во Источна Украина, изјави рано утринава рускиот председател Владимир Путин по завршувањето на средбата на четворката лидери. Неговата средба со германската канцеларка Ангела Меркел, францускиот председател Франсуа Оланд и украинскиот председател Петро Порошенко траеле 5 часа и завршиле по полноќ. Путин истакнал дека било договорено наблюдувачката мисија на Организацијата за безбедност и соработка во Европа да биде проширена во конфликтните зони и во пунктовите за чување на тешко вооружување. Кошаркарите на Фени Индустри со убедлива победа од 98 наспрема 57 го совлада тимот на Тирана. Синоќа се одиграа надпреварите од третото коло од Лигата на шампиони. Тенисерката Лина Ѓорчевска почна со 2 победи на фјучерс турнирот. Вести од спортот во продолжение. 4 години отсуство од Балканската лига не му пречеа на кошаркарите на Фени да се вратат во јасмин онака како што заминаа, шампионски. Со фантастична игра во текот на целиот надпревар, кошаркарите на Фени Индустри покажаа квалитет и класа, декласирајќи го тимот на Тирана со неверојатни плюс 41 поен, односно 98 спрема 57. Дека Фени Индустри ќе нема многу проблеми беше јасно уште на самиот старт на надпреварот, иако гостите на момент успеаа да се заканат и да ја намалат предноста на домашните играчи. Избраниците на Малинков, предводени од капитенот Николовски, Шарабидзе, Стајич, Магдевски, Петровски и Чешковиќ, буквално им одржаа лекција по кошарка на своите противници. Двоцифрената предност растеше од минута во минута, но ниту влегувањето на младите Милков, Кицев и Бешлиовски не беа причина предноста на Фени да продолжи да расте. За по 40 минути игра кавадаречките кошаркари да го завршат надпреварот со 98 спрема 57. Задоволен од прикажаната игра на своите кошаркари, предводникот на Фени Индустри Љупчо Маленков за К1 телевизија изјави: Најпрво да имам честит победата на моите играчи, одигра максимално борбено и максимално се залага во текот на овие 40 минути. Добивме екипа која што во претходното коло доби на домашен терен, ја доби екипата на Трепча. Добивме одлична екипа со одличен македонски тренер кој што оваа екипа е во подем, али мислам дека ние денеска бевме многу подобри како во одбрана, така и во напад. Среќен поради победата, но и изданието на целиот тим беше и Бобан Стајич, кој мечот го заврши со 15 поени. Надпреварот го отворивме одлично, се придржувавме на планот што го имавме зацртано пред надпреварот. Имавме мали осцилации во втората четвртина, но на крај во второто полувреме сепак квалитетот дојде до израз. И драго ми е што и помладите членови на нашата екипа добија шанса, бидејќи секако резултатот беше во наша полза. Иако без многу причини за задоволство, Слободан Петровски потенцираше дека ова надпреварување е едно сосема ново искуство за целиот тим на Тирана. Прво честитки за екипата на Фени, добро го одигра целиот надпревар. Ние лошо влеговме во
надпреварот. Прва сезона ние во Балканска лига се трудиме од надпревар да напредуваме. Се надевам дека така ќе биде, ќе работиме и тренираме вредно. За играчите и за клубот е нешто ново во Балканска лига. Пак ќе кажам дека ќе се потрудиме да се представиме во светло издание. Шарабидзе со 16, Стајич со 15 и Николовски со 14 беа лидери на листата на стрелци за Фени, на која како двоцифрени завршија и Магдевски и Петровски. Следното коло се игра наредната среда, а во него Фени ќе го пречека тимот на Трепча. Во текст се завршните подготовки на сениорската карате репрезентација на Македонија пред престојното светско првенство кое ќе започне на 25 октомври во Линц, Австрија. Селекторот Стојановски вели дека репрезентативците се во одлична форма и се надева на одличен пласман на светското првенство. Имавме викенд подготовки веќе 2 месеци и сега финалните подготовки дека да ги направиме, завршните, и тоа представува најголемиот настан годинава за каратето воопшто. Значи светското првенство, кога влеговме во семејството на олимписки спортови, прво светско првенство како олимписки спорт карате. Оваа година на светското првенство во Линц од Македонија ќе учествуваат 5 машки каратисти поединечно во категории, 3 девојки и 3 репрезентативци кои ќе настапат во екипна конкуренција. Денеска имаме облачно време со повремени сончеви периоди. Температурата се искачи до 17 степен. Кон крајот на денот од југозапад облачноста ќе се зголемува и ќе има врнежи од дожд. Во текот на ноќта врнежите ќе се прошират и во останатите подрачја. Графичкиот приказ во продолжение. Тоа беше последната информација од Дневникот. Имете пријатна вечер. Пријатно.